Моите професионални почетоци како припадник на армијата на Република Македонија датираат од 2000 година, а денеска делувам од позиција на заменик командант и началник на штаб. Во мојата кариера имам зад себе 2 меѓународни мисии предводени од Европската унија, многу школувања, обуки, како во земјата, така и надвор од неа. Јас како жена сум сопруга и мајка на 2 ќерки на 9 и 13 годишна возраст. Не можете да успеете ако немате тим кој што е максимално посветен, кој што силно се залага. За крај, дозволете ми на сите припаднички од понежниот пол да го честитам Меѓународниот ден на жената 8 март. Кога ќе се облече ова униформа, освен тоа што представува чест и достоинство да се носи, таа представува и голема одговорност према граѓаните на нашата татковина. Токму тоа и беше мојата мотивација да влезам во редовите на армијата на Република Македонија. Честа и одговорноста за гардиската униформа представува посебна привилегија, бидејќи гардата е лицето на целата армија. Сакам да ги поттикнам сите млади девојки кои што сакат да служат на татковината, да се пријават, да ги следат своите амбиции и соништа без разлика какви и да се. Среќен 8 март, Меѓународен ден на жената. Се запишав на Војната академија генерација 2009-2013 година, која што беше прва. Честа и предизвикот беа огромни да се биде еднаков и рамо до рамо до своите машки колеги. Тука сум за да бидам личен пример за сите девојки кои што сакаат да бидат дел од нашата армија. Сакам на сите жени да им посакам среќен 8 март, Меѓународен ден на жената, и да продолжиме да се бориме за равноправност и еднаквост, за она што го заслужуваме. Да се носи униформата на армијата на Република Македонија представува голема чест и задоволство, но во исто време и голема одговорност. А да се биде жена војник представува уште поголем предизвик, но не и невозможна мисија. Да се биде офицер и старешина во армијата на Република Македонија, јас од самиот почеток ја имав таа желба и голема волја да успеам. И истата ја искористив. Ви посакувам среќен 8 март и со големи успеси да се гледаме секоја година. Следејќи ги моите амбиции и идеали за посветло утре, јас само знаев дека сакам и можам, особено кога станува збор за предизвик. Знаев дека бев, сум и сигурно нема да останам единствената ромка офицер која што гордо ја носи униформата и која трепери при кревањето на македонското знаме секоја утро. Уште пред да се запишам на Војната академија, ми се воситував на жените во униформа. Жените со цврст карактер и силен авторитет. Ги разгледав студиските програми на Војната академија и решив да станам жена офицер на армијата на Република Македонија. За време на студирањето на Војната академија нема воопшто полова разлика. Во армијата на Република Македонија, додека носиме униформа, сите сме еднакви. Моите амбиции тежнеат кон една успешна офицерска кариера, па здравје, еден ден и жена генерал на армијата на Република Македонија. Да се биде дел од Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија за мене представува огромна чест и задоволство, меѓутоа и голема одговорност. Почита која што ја имаме од страна на нашите колеги, од една страна, од друга страна исполнувањето на работните должности во секојдневието се на високо ниво. Впрочем, тоа покажува исполнувањето на партнерската цел за родова еднаквост. Јас сум полковник Мери Ринџова, вработена во армијата на Република Македонија, во која што служам, работам и обавувам должноста офицер за планирање и мобилизација во командата на резервни сили. Предизвикот беше огромен, затоа што од 20 жени успеав јас да влезам и тоа е моја гордост, што ја осеќам и ден денес со самото носење на униформата. Јас сум жена која што веќе 5-та година сум со највисок чин, полковник во армијата на Република Македонија. По повод денот 8 март, јас им го честитам празникот, посебно на припадничките во армијата на Република Македонија, со порака да родовата перспектива
родовата еднакост и предизвикот кој што ја нуди армијата да се искористи од страна на младиот кадар во армијата, има место за нив. Се отвори можност да се пријавам за да бидам припадник на армијата, а пред се пилот. Успешно ја завршив селекцијата, токму овој период пред 4 години беше промоцијата во која што ме промовира мене и уште тројца колеги како пилоти во армијата на Република Македонија и од тогаш навака ја извршуваме нашата задача. Многу би била среќна кога би имало повеќе девојки што би ме дружиле тука баш токму во овој простор во кој што се наоѓаме сега во кокпитот на хеликоптерот и секако упатувам порека да се пријават што е можно повеќе на конкурсите кои што ги има постојано од Министерството за одбрана. Исто така и приликата ја користам да им честитам 8 март на сите припаднички на планежниот пол.